India Bravo, are you still in turbulence, sir? No more. We are just over the cloud at flight level 163. We're trying to avoid one very big cloud. Ова се последните зборови што ги изустил пилотот што управувал со Цесната со германски ознаки што се урна на Солунска глава, при што животот го загубија четворица, меѓу кои 14 годишно дете. Станува збор за семејство од Бугарија. Тие од Охридскиот аеродром се упатиле кон Софија, но за жал, нивното патување заврши пред време и трагично. Во несреќата загинаа ГАБ, роден 1970 година, КЦКБ 1972 година, ГГБ 2005 година и БГБ 2000 година. Сите од Република Бугарија. Министерството за внатрешни работи изразува сочувство до роднините на починатите и до граѓаните на Република Бугарија. Истрагата треба да покаже која е причината за уривање на Цесната. Веќе е извршен првичниот увид од страна на двајца обвинители, тим од Комитетот за истражување на воздухопловни несреќи, екипи од судска медицина. Телата се подигнати и предадени за обдукција, но остатоците од авионот се уште се на местото на несреќата. Оти врнежите од снег им ја отежнуваат работата на надлежните. Врз телата на починатите пациенти се врши обдукција од страна на Институтот за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија. Местото на кое паднал авионот се наоѓа на исклучително непристапен терен и во моментов не постојат услови за извлекување на леталото. Локацијата е целосно обележана, а експерти од одделот за криминалистичко-технички испитувања и вештачење на МВР и од Комитетот за истражување воздухопловни несреќи и сериозни инциденти ќе ги вештачат остатоците од авионот со цел да се утврдат причините за авионската несреќа. Леталото тип Цесна се урна вчера попладне околу 16 часот. Поради лошото време, пилотот побарал да слета на Скопскиот аеродром, но потоа се премислил и го продолжил летот кон Софија, пред да се изгуби од радарот. Дел од бугарските медиуми објавуваат поинаква приказна. Авионот наводно сакал да слета на Скопскиот аеродром, но поради официјалната посета на грчкиот премиер не добил дозвола од македонските власти. Од македонската навигација ваквите информации ги отфрлија како невистиници. Од таму за Алфа велат дека пилотот добил дозвола за да слета.